Солун денеска е домаќин на четворицата министри за надворешни работи на Македонија, Бугарија, Грција и Албанија. Ова е втора ваква средба која што се случува по иницијатива на грчкиот министер за надворешни работи. Ќе бидат повеќе теми на разговор. Она што е најважно за нас е дека ќе се решава, односно ќе се гради еден заеднички стап на овие 4 земји како во иднина да се справиме со евентуалните предизвици кои што би можеле да дојдат со веќе најавениот втор мигрантски бран. Значи безбедноста на овие земји, справувањето со овој предизвик ќе биде во фокусот на разговорите. Токму и затоа министрите за надворешни работи на овие 4 земји се придружени практични од министрите за внатрешни работи. Тие секако во рамките на оваа дводневна средба овдека во Солун ќе имаат можност да разменат искуства, меѓутоа уште повеќе да направат една заедничка стратегија како во иднина да се справат со безбедносните предизвици, секако во фокусот мигрантската криза. Знаеме дека изминативе години овие земји не говореа во еден ист тон за начините како ќе се справат со овој проблем. Имавме ситуации кога беше најголемиот практично притисок на мигранти да грчката страна едноставно не ја брани граница, да ги остави македонските безбедносни сили сами да се справуваат. Сега се прават напори тоа повеќе да не се случува во иднина, ако евентуално дојде до такви ситуации, односно сите земји да имаат заеднички пристап кон решавањето на овој проблем. Секако втора тема важна за нас е прашањето околу името. Ова ќе биде една многу добра можност грчкиот и македонскиот министер за надворешни работи да продолжат со онаа мини серија на билатерални средби. Ќе се разговара за начините како ќе се дојде во иднина во решение, имајќи предвид дека и премиерот Заев и Димитров најавија дека по локалните избори во Македонија ќе се пристапи кон ќе се пристапи кон посериозно решавање на овој проблем. Такви најави пристигнуваат и од медијаторот Метју Нимиц. Го слушнавме македонскиот министер за надворешни работи кој пред неколку дена во владата изјави дека ќе треба да се одвои идентитетското прашање од прашањето за името. Смета дека на тој начин многу полесно ќе се дојде до решение. Меѓутоа, новите средби што се најавени во текот на утрешниот дел билатерални помеѓу македонскиот министер за надворешни работи и на грчкиот, ќе се разговара според оние првични неофицијални најави за начините како ќе се преговара. Практично ќе се договарат како да се договорат во иднина во однос за името. Она што е важно е дека македонска делегација, предводена од министерот за економија, од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и од министерот за надворешни, веќе кажав, Димитров, за неколку часа треба да пристигнат овдека во Солун. Меѓутоа сите средби, сите оние состаноци кои што ќе бидат отворени за медиумите ќе се случуваат во текот на утрешниот ден. За тогаш и најавена официјалната пресконференција на која што очекуваме да бидат и представени заклучоците од овие средби, што се договориле министрите. Претпоставам дека тогаш ќе има можност и медиумите да ги постават секако своите прашања. Како и да е, екипата на телевизија Нова останува овдека во Солун денес и утре. Ќе ја прати средбата, секако во фокусот на нашето внимание ќе биде спорот за името, меѓутоа и градењето на заедничка стратегија на овие 4 земји како да се справат со мигрантското прашање. Само да кажам дека телевизија Нова добро информирани своји извори блиски на сириската влада доби информации дека се очекуваат известни придвижувања на мигрантите во текот на март месец следната година. Да кажам дека ова информација може да се подкрепува и со еден аргумент дека само изминатиот месец на грчка територија пристигнаа 4000 нови мигранти, што е еден навистина притисок, имајќи во предвид дека овој момент исто на грчка територија има над 60.000 мигранти. Доваѓајќи овдека на кај Солун можевме да ги забележиме мигрантите како слободно се движат околу Солунската железничка станица. Знаеме дека за разлика од Македонија во Солун не се наоѓаат тие во прифатни центри и кампови, односно има кампови, меѓутоа не им е ограничено движењето, може слободно да се движат, токму затоа може да се сретнат и на грчките острови и на Солун, секако и во Атина. Кажав, екипата на телевизија Нова останува во Солун, очекувајте повеќе информации и уште во текот на целиот денешен ден и утрешниот.